Добар ден! Денес е петок, а утре конечно е викенд. Сите ќе одмориме. А сега во наредните 40 минути ние ќе се дружиме. Обично Тина ви кажува што ќе имаме денес во топ тема, ама денес ја ќе ви кажам. Вечера во топ тема во 19 часот и 15 минути министерот за економија Крешник Бектеши и Боби Христов. Не пропуштете. Тина, бев ли добар, како кажав? Отличен си, брзопотезен. Ајде, конечно дојде и светлото кое што ќе разубави црвена линија. И не случајно стартувавме вака, затоа што имаме и тема. Владата до нова година ветуваше дека нема да има рестрикции, тоа секако се надеваме дека ќе биде така, и дека нема да се случи зголемување на цената на струјата. Прашањето за денес е дали ветеното ќе се прекрши во вторник. Така, како вие што знаете, ние секогаш имаме нешто актуелно како подтема на главната тема, а денес тоа е во вторник енергетска криза. На што ќе се греете? Нафта, дрва, плин, пелети или ке комшијата ќе одидете? Или од љубов. Да. А на самиот старт одиме со прилогот од нашиот колега Огнен Чончаревич. Станува збор за тоа какви предизвици очекуваат Македонија во пресред на енергетската криза. Да погледнеме. 9 компании се пријавија на тендерот на ЕСМ за набавка на 900.000 тони јаглен за РЕК Битола, соопштија од компанијата. Станува збор за домашни фирми, фирми од Косово, Албанија, Босна и Херцеговина и Турција. Понудите официјално ќе бидат отворени утре, а потоа следи техничка евалуација, односно дали понудениот јаглен ги задоволува карактеристиките, како и економско-финансиска евалуација на доставените понуди. Прецизна временска рамка кога првите количини на јаглен за потребите на РЕК Битола ќе бидат испорачани, за сега нема. Кога станува збор за ТЕЦ Осломе и од ЕСМ соопштија дека очекуваат во понеделник да го официјализираат понудувачот, а потоа и да се потпише договор. До крајот на овој месец се очекува да почне испораката на дел од 300.000 тони јаглен и со тоа Осломе и да се стави во функција. Дали и кога ќе стартува со работа ТЕЦ Неготино, прецизни информации од ЕСМ исто така нема. Иако беше најавувано дека ќе стартува со работа кон средината на овој месец, од ЕСМ потврда нема, а нема ни конкретни информации за тоа дали ќе се снабдува со мазут од државните резерви или пак ќе има интервентна набавка. Во меѓувреме, владата на седница одржана на 30 октомври ја смени уредбата за прогласување на енергетска криза. Од Министерството за економија соопштија дека станува збор за технички корекции, бидејќи постоечката била од 2012 година и не кореспондирала со Законот за енергетика донесен во 2018, но од она што може да се види во уредбата има далеку поголеми измени. Во новата уредба се исклучува можноста за рестрикции на струја на домакинствата, а во условите за прогласување на криза се избришани хидропотенцијалите во државата, кои се речиси на минимум, како и резервите на мазут за работа на ТЕЦ Неготино. Така, како што знаете, јас сум тука како подседник за вас, за како вие може да се вклучите во нашата денешна емисија, па и во идни, не само денешна. Секако си знаете, на најтрадиционалниот начин можете да савите на телефонскиот број 02-307-6677, да ни кажете ваше мислење околу темата, подтемата, па и вие нешто ни се пофалите ако има нешто ново, ќе ве преслушаме секако. Исто така и на нашите социјални мрежи, на Facebook, во меседж може да ни пратите ваше мислење, исто така и на Twitter и на Instagram да ни пратите ваш никнейм, па преку видео повик да ве добиеме, да ве видиме какви сте, што сме брко, дали го средувате ноемвриски, си знаете. Исто така, мора да подсетам, кога ќе ве добиеме телефонски, правило си е правило, не дека ние сме лоши, тие се правилата. Имате 120 секунди за ваше мислење околу темата, под темата, за нас. Исто така, додека ние имаме гледачи, ве слушаме, секако вие другите може да зазвоните, имаме повеќе телефонски линии, не мора да чекате да завршиме со јавувањето, ќе ве слушаме, вие ќе седите наред, вие ќе си кажувате што како. А секако ќе ве подсетиме, секако и Тео помни дека на црвена линија, кога го имавме изданието на 20.10, односно минатиот месец, ни беше забележано дека црвена линија може би пребрзо крева паника и дека нема да се случи енергетска криза. Тогаш во тоа издание го имавме и професор доктор Антон Чаушевски од Факултетот за електротехника и информацијски технологии. А еве што беше изјавено тогаш кога зборувавме за дали ќе има рестрикции или можеби покачување на цената на струјата. Потрошувачите како потрошувачи
еве можам да кажам наједноставно, не ги интересира дали има криза или не, може да ги интересира цената само каква на електрична енергија, ни од каде доаѓа, ни како се снабдува и тоа е нормално. Како секој производ во продавница, он гледа каков квалитет и каква цена има, па да реши дали да го купи одреден производ или да не го купи. Така со електричната енергија, значи тоа е една потреба, животна потреба денеска, на обичниот потрошувач, меѓутоа можда проблем ќе дојде за стопанството, за економијата, за услугите, за дејностите кои остваруваат приход на некој начин, а без електрична енергија не се може. Електричната енергија нема да поскапи, затоа што сепак е таа регулирана категорија преку регулаторната комисија за енергетика и, како што рековте, најверојатно загарантирана, нели, секој јули месец се менува таа и важи до следниот јули, така би требало и сега да биде, ако нешто не се случи, меѓутоа еве се гарантира оваа цена барем до нова година дека ќе се задржи. За стопанството е друго, многу потрошувачи ги снабдуваат преку така наречени лиценцирани снабдувачи за електрична енергија, како што е Евана, Home, па и уште не знам десетина компании кои се задолжени за снабдување до крајните потрошувачи со електрична енергија. Се очекува дека до нова година нема да поскапи. И јас, како што и вие слушате, така и јас тоа го знам. Понатака не се знае, затоа што со вакво зголемување на цените, ако станеат 3 до 4 пати повисоки, 3 до 4 пати повисоки од, да речеме, она што е кај нас, што ја плаќаме, тогаш ќе стане критично, што понатака. Како иде технологијата напред, тоа не знам, рестрикциите никој не ги очекува и тоа ќе биде едно крајно решение, не знам, крајно решение, неизбежно решение кое ќе мора да се примени, не дека ние сакаме, него технички системот нема да издржи. Значи тоа ќе биде некој крајно решение. Тоа би се случило ако не знам, не дај Боже, пати некоја остра зима, нашите капацитети се недоволни, хидроенергија, знаете, езерата ни се празни, термоенергија имаме во, значи, еве, термоцентралите Битола, веројатно и термоцентралата Неготина би можела да се активира, меѓутоа тоа се тие капацитети што ние ги имаме. ТЕЦ Неготина точно дека е наша ладна резерва, така ја викаме ние, ладна резерва, и таа е во, значи не работи затоа што цената на мазотот е висока и неисплатлива е нормално. Меѓутоа, зошто се вика резерва? Баш при вакви ситуации она може да помогне. Нормално треба да се обезбеди мазот и да се пушти во погон. Нормално прво треба да се провери функционалноста на поедини системи, не знам, котлите, турбината, генераторот, да не навлегуваме во техничките детали. Значи сепак треба да се провери состојбата и веројатно крајна солуција и пуштање во погон на термоцентралата Неготина. Може таа да се пушти релативно брзо, од неколку дена, само да се провери дали е се во ред и да се снабди со мазот. Вака звучеше на 20.10. професор доктор Антон Чаушевски, кога напоменавме и ја започнавме темата покачување на цените на струјата, рестрикции и така натаму. Сега е повторно време да го вклучиме на овој пат телефонски. Професор доктор Чаушевски, добар ден. Здрав. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме одлично. Дали сте добро, прво да прашаме? Па добро, еве. Малку сум надвор од Скопје. Така, вики на пат, но секогаш за црвена линија тука. Да. Не случајно ве вклучуваме, бидејќи добро помниме кога ја започнавме, односно иницииравме оваа тема, добивме мала забелешка дека може би и креваме паника. Но интересно е дека до нова година нема да има покачување, владата не најавува ниту пак рестрикции, но она што е официјално дека од вторник ќе се прогласи енергетска криза. Како вас ви изгледа сега се ова? Па сега еве една недела после она, нели, како кажавте претходното интервју, енергетската криза продолжува. А ова прогласување на енергетска криза од страна на владата го гледам како една правно-административна можност да се успее во овие намери, што се вика, да се задржи цената на електрична енергија истата до нова година, односно владата да помогне финансиски да се набават тие количини јаглен и мазут
што се потребни за Битола и за Неготина. Значи, јас го гледам како во насока да се остварат овие предвидувања полесно и населението и стопанството ја пребродиме оваа криза во текот на зимата. Кога Значи, се зборуваме работи за... Така, кога зборуваме за до нова година, можеби ако го водиме разговорот во март, ќе ни изгледа дека имаме повеќе време, но како вела додека се свртиш, ќе треба да велиме среќна нова година. Дали на 1 јануари Дедо Мраз ќе донесе малку поинаков подарок за граѓаните на Македонија, односно многу повисоки цени и неизвестност. Па не можда 1 јануари, али еве кој ќе поминат сите празници, кога ќе се вратиме и што се вели ќе се освестиме после сите оние празнувања, веројатно се зависи од другите околности. Некој треба да ги плати овие трошоци. Еве и МЕПСО што ги има, и ЕСАМА што ги има. Јас се надевам дека со ова уредба во вторник што ќе се донесе, владата во голем дел ќе помогне, за да останатиот дел биде што помал и што ќе биде на терет на населението и стопанството. Аз се надевам дека во меѓувреме не знам што да кажам, знаете како. Дека цената ќе падне на светскиот пазар. Така, значи светскиот пазар ја диктира цената. Интересно е дека може да кажеме европскиот. Почнаа поскапувања, дури и такси превозниците од утре менуваат цена, тоа ќе откриам мене лично ми се најави додека пристигнував на работа. Како и да и во маркетите. Од такси. Па некои компании веќе ја менуваат цената, многу производи поскапуваат, но секако треба да бидеме оптимисти по ова што ни го велите. Па секако ова не е само електрична енергија поскапена, значи поскапена е како последица од поскапување на другите енергенси, гасот, нафтата. Ако еден енерген оди нагоре, сите одат паралелно нагоре. Не може едниот нагоре, другиот надолу. Мислам, тука нема никаква пазарна логика, да кажем. Значи, ова е очекувано дека тоа ќе се рефлектира на сите понатамошни услуги, сервиси, еве што како кажавте, такси компании, превозници. Така како што испомнавте во прилогот, стопанството, нели стопанската дејност, дефинитивно сето тоа ќе се манифестира врз живењето. Да. Благодарам многу што одвоивте време, ви посакуваме убав престој каде и да сте, бидејќи ни откривте дека сте на пат, па по нова година да се слушнеме и да останеме позитивни без никакви промени по джепот на граѓаните. Со поубави вести да се Со поубави вести нова година. Да. Благодарам. Довидување. Чао. А сега секако ова издание одлучивме на Црвена линија целосно да биде посветено на вас, драги гледачи, односно на вашиот став. Кои се вашите прогнози? Дали може би имате алтернативно решение доколку има високи цени на струјата, па и алтернативни решенија за поинаков тип на грејење? Така и сега вие како што знаете, ве очекуваме вас со ваше мислење на 0230766677. Исто така и на нашите социјални мрежи. Па сега некои се активни на нашите социјални мрежи, да прочитаме коментари. И секако околу темата, владата ветува до нова година нема рестрикции и зголемување на цената на струјата. Дали ветеното ќе се прекрши во вторник? Идеме со коментарите. Првиот коментар ни од Ели Илиевска. Која влада? Таа што народот не ја поддржа на последниви избори? Тоа е прашање од Ели. Идеме на следниот коментар од Игор Јанковски. Здраво, Игор. Поздрав до емисијата, да се надеваме дека нема да има рестрикции по скапа струја до нова година. Да, поздрав, прекан си сте. Поздрав голем. Поздрав до Игор исто. Поздрав, Игор. И секако последниот коментар. Тина, дали ти ќе опришаш, те молам? Може, секако, кај нас ништо не се знае, вели Слободанка Топузовска. Нас еден снег во декември не изненадува. Не наоѓа неспремни, а тек ова со струјата. Страшно е навистина, немам коментар, само сум уплашена, вознемирена, за сите нас, посебно за вас младите, за тие што имаат мали дечиња, а се греат на струја. Жална реалност, ништо бело, се е црно. Поздрав до вас двајца позитивни, голем поздрав и до Слободанка, а секако и подсетување дека имате можност, значи не само да коментирате на Facebook Црвена линија, туку можете да бидете и со коментар на Instagram и секако напишете и некој твит и подсетување, очекуваме се уште некој да ни се јави и преку видео кол месенџер. Ама гојаме првиот гледач. Одлично. Ајде, здраво. Добар ден, добро вечер. Дали се слушаме? Да.
Намалете го тонот на ТВ приемникот за да нема фонија. Намален ми е тонот на ТВ приемникот. Одлично сте. Одлично. 120 Вака секунди. сакам да кажам сега, додека ние скокаме околу струјава. Ало? Да, бе, слушаме, слушаме. продолжете. Додека ние скокаме околу струјава, денеска дојде сметка за вода. Знаете ли колку е поскапена таа сметка? Точно 100% е поскапена. Сметката за вода. Значи водовод во како се вика, во синка си работи. Срамота е. Значи ако владата скока по струјава, значи ќе се грееме, некако ќе правиме што ќе правиме, ќе бидеме што ќе бидеме, меѓутоа Како водата ќе се отиде греете јавна. и ве открите ни? Како? Како ќе се греете оваа зима? Па јас сум на парно да ви кажам. Ама кој знае како ќе биде со парното. Сега сум задоволна. Сум задоволна, зборувам за себе. Задоволна сум. Меѓутоа, сакам да ви кажам денеска толку разочарувачки ми е ова сметкава за вода, чудо нешто. Значи, од минатиот месец та набавка, и си реков, ми рече таму што пишува е 92 денари, сега е 222 денари. Многу. Значи, многу. Скокаме за струјата. Во ред е. Владата треба да се одржи зборот, луѓето треба да си мислат како ќе си плаќаме ние што сме со некои пензиички такви, никакви да не речам. Меѓутоа, некако одржат зборот и за водава. Што прават со водава? Кој знае како ќе бидат сега сметките за парно кога ќе ни дојдат. Да не попаѓаме во несвест, ова е многу лоша работа. Значи, ако едното се штити, друго отиде. Што прави водовод? Прашувам. Јас се поздравувам да оставам простори за други луѓе, бидете ми поздравени, супер ја водите емисијава, значи супер ја водите емисијава, задоволна сум од вас. Бидете ми поздравени, се слушаме, се гледаме, нека народот се запознае што се случува и понатаму, не е само струјата. Струјата, сметкиве други си идат понатаму. Тоа е таа. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Веќе ни јавија дека имаме следен гледач. Добро вечер. Здраво, здраво. И добар ден. Ве слушаме, дали ве имаме на линија? Слушате? Одлично. Одлично. 120 секунди за вас. Добро. Сега од големо пријателство, добрососедство, ојдеа на струјата. За дали со што ќе се грееме, како ќе се грееме. Нека го праша Тангјуше, тој беше за струјата, тој продаваше, тој земаше. Значи, ова е чудо нешто што се прави во на ова нашата Македонија, незамислено. Јас имам во странство живеено, ама ова е, не можам да замислам толку учени луѓе, премиери, да не знаат што прават и да не знаат до кога ќе го лажа овој народ, до кога. А сега со што ќе се греја, кој како има, како ќе се греи, дали има некој да се греи, дали има да го прашат. Тоа ми е. Сакав тоа да кажам, нека и прашат тие што се испродадоја централите и милиардите и милионите што си ги поделија меѓу себе. Само тоа, а за овој јаден народ мачен, како може и некој и да ја помини зимата без ништо, една во Битола лани замрзна во станот. Жена што нема да се греи. Само толку пријатно. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. А ние сме во очекување на следен гледач. Доколку нема, еве Тео може да ви најави што ќе погледнете во следната минута. Токму така, во следната минута можете вие слободно да отидете на нашата Телма телевизија страница и да ги видите кои се на распоред нашите следни програми, да видите што има ново околу филмови серии, примерно кај серии Наркос Мексико. Така, најновите вести и информации и се врзано за програмата, секако не заборавете да го проследите на telma.com.mk. А секако, доколку немаме гледач, еве во продолжение... Имаме, се јавија у последен момент. Добро вечер. Здраво, здраво. Во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Ало? Дали го имаме гледачот? Намалете го тонот на ТВ приемникот, може би така подобро ќе се слушнеме.
И последна шанса, ништо не слушаме од другата страна, иако во студиото се чувствуваше дека има некој на линија. Во меѓувреме, значи, подсетуваме дека на нашата Facebook страница исто така црвена линија, не заборавајте, месец ноември е цел месец на машкото здравје. Тоа значи дека ние пред неколку дена објавивме конкурс, односно шанса за сите мажи па и жени кои што ќе изберат најдобра фотографија од најшармантен мустак, најбрк, како што велиме во црвена линија. До крајот на месецот секако ќе можеме да направиме преглед нашата редакција и да го прогласиме најубавиот брк, најдобриот мустак. Тео не влегува во таа конкуренција, бидејќи тогаш тоа би изгледало како со врски. Бидејќи нема биде фер за вас, мислам, видете го Брков, ве молам. Дали имаме гледач на 023076677, доколку немаме, тогаш не е лошо да проследиме изјавата од интервјуто што го направи нашиот колега Огнен Чанчаревич со директорот на МЕПСО, господинот Куштрим Рамадани. Најдоброто сценарио е што ние овие дебаланси ќе мора сега за неколку дена да ги платиме. И дополнително имавме закани дека поради прометување на фреквенцијата ќе ни фактурирале по €1.000.000 дневно, што ние сега во моментот се докажуваме со нив дека не сме направиле прометување и се надеваме дека барем во тој аспект, значи ова второто, значи по €1.000.000 на ден да не мораме да го платиме кон европската мрежа. Проблемот што го имаме со Европа, тие јасно ни барат план за производство и тоа ќе едноставно не прифаќат, него сакат конкретен план да имаме за производство и во однос на тоа, значи, колку ни фалат од количините во мрежата, да ги набавиме на слободен пазар, колку и да чинат. Ете, тоа беше изјавата на директорот на МЕПСО, господинот Куштрим Рамадани. Додека ве очекуваме да се јавите на 023076677, секако расположени да го слушнеме вашиот став околу тоа што секако владата најавува дека нема да има зголемување на цената на струјата, ниту пак рестрикции, но во вторник сепак ќе се официализира, нели, енергетската криза ќе биде прогласена. Бидејќи ноември е месец на машкото здравје, а машкото здравје не е важно само еден ден и само во една емисија, додека сме во очекување на следниот гледач, не двои само еден клик на Тео. Ајме, што треба со внимание да се проследи? Само прегледот, односно видеото, инструкциите како само може да направат мажите само преглед. Секако потоплиот туш со кружни движења. Со прстите да се види дали има некакви грудки, дали има било какви промени и доколку се детектира било каков израсток, промена, згручување, секако веднаш да се консултирате со својот лекар. Токму така, како што знаете, ноември е месец на машкото здравје. Не се срамете, зборам за машките сега. Не се срамете. Ти се срамиш? Таман работа. За моето здравје нема срамење, секако така и за вашето. Ако има некоја промена, одете на лекар, проверете се секако и дома, само преглед, за прво пред лекар. И се знаете, ова си е поврзано со нашиот челендж, односно предизвик, со брковите, позабавно биде се тоа. И тоа нема да се срамите, ве чекаме нашите социјални мрежи. На Facebook да правите слика од вашиот брк спремен, дотеран, секако награда дека си има на крај од месецот. За подсетување очекуваме и видео кол на Facebook. Очекуваме дека некој од нашите гледачи, особено од помладата на Тео популација ќе ни се јави, бидејќи барем ваквата проблематика, поскапување на струјата, се разбира рестрикции, е нешто што ги засега сите генерации. А сега е време да погледнеме што има во рекламите.
втор дел на црвена линија говориме за дали воопшто ќе има рестрикции, односно покачување на цените на струјата, иако владата вели не, а сепак во вторник ќе се официјализира, односно прогласување на енергетска криза. Токму така, нашата подтема, како што знаете, на што ќе се греете. Сакаме да знаеме од вас. Дрва, палети, Од комши. љубов. Љубов. Добар ден или добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер, поздрав Тина и Тео. Голем поздрав и до вас. Како сте да прашаме? Да ви кажам наискрено, баш размислував преска, викам како ќе се греме ја и мажни, јас 66, он 68. За љубов тешко. Тешко. И сега Тешко, сај. Малку потешко. И викам сега што правиме, ја му викам што правиме ја и ти. Па он никако одговор не ми дава, значи нешто слабо. И викам како ќе се грееме стварно за загрижување, навистина. Значи љубов отпаѓа. Ова парното нели си го имаме, нели, ама немаме струја, па не може парното да функционира, значи кебиња, па си ги фрливме кебињата зашто нели со парно, па си викаме ај, што ќе ни се кебиња со чоршавчиња, така да не знам како ќе се грееме, иначе сакав малку да се пошегувам. Инаку да ви кажам наискрено, знаеш како, се поделивме на обични луѓе и необични, а така денеска си го формулирав тоа. Значи една жена продава на пазарче и вака ми вика, поминуваат едни луѓе, вика, а продава смокви од 200 денари. Замисли од 200 денари до канче. Увозни биле. И вика луѓе поминуваат и купуваат. Кои се тие луѓе? Вика чудни. А она ми вика чудни луѓе се. 200 денари смокви, стварно се чудни. Сега, или сме ние чудни што немаме ич пари, или се тие чудни што не ни прашува колку пари, него вика дај ми 2 канчи, не завршува приказна. Значи, тој што си нема, тој ќе си вака ќе си зборува по емисии и ќе си се прашува што како и се ќе сочувства со тие што немаат, нели, и што се избркани од работа, а тој што има нема ни да ве слуша, Тина, Тео, не го интересира него. Он само мисли на кој начин да си го наполни џепчето. Зборувам за газди, воопшто зборувам, нели, јас кај газда работев така да сум напатена, сочувствувам со младиве. Затоа и се јавам, ако можам некако да им помогнам, ете така да можете вие. Не знам, нешто, не гледам бело ништо. Што ќе биде во вторник, Господ нека ни е напомош. Ќе видиме, може ќе се откажат овие од владава, од нивните плати, па нешто ќе ни помогнат. Така нешто, им давам предлог, ајде, може ќе ме послушат. За вашето учество во црвена линија. Вака, добро, Тео, има многу идеи да добиеме за теми. Многу сте ни потребни, се разбира, дознаваме работи и од вас и веќе имаме следен гледач. Здраво, здраво. Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме. 120 секунди повелете. Вака ве гледам и многу сте ми чудни. Да. Да. Добрко да не. Вака ве гледам, викам и многу сте ми чудни. Да, слушаме. Продолжете. Како алтернатива нудите нафта, плин, дрва. И пелети. Пелети? И пелети. И пелети. И љубов. Љубов кој може и кој сака. Така е. Сега, сите струјата. Ај, да израчунаме плинот, дрвата, нафтата. Нафтата не смееш да помислиш. 70 денара литро нафта. Дрвата 4000 денара. Плинот април месец беше 28, сега е 45,5. Колку пошто е тоа покачување? И сега вие нудите некоја алтернатива. Ние прашуваме. Да. Прашуваме. Да. Сега кој знае одговор да даде? Сепак, кој е најдобра според вас? Според нас, Јорган и Јамболија. Не мутка. Традиционално. Не мутка. Да. Освен тоа, друга алтернатива нема. Дали бев јасен, не знам. Да, ве слушаме. Викам, дали бев јасен? Да, имате уште 28-7 секунди. Ако имате да додадете, продолжете слободно. Па не ви имам што да додадам, тоа е тоа. Ви благодарам. Ви благодарим и вие. Секако големо благодарам и до вас. Ако имаме гледач, имаме уште некој гледач да откриеме на 0230766677.
Ете, Тео, дознаваме дека од вас граѓаните дека сепак поскапување промена на сметки, на цени. Ете друго што Вие дознавме. младите, што ви е поскапено? Што не е Срцето. поскапено? Срцето. Ама не, остето, а сега малце нешто посериозно. Што е поскапено? Ти како ми информира? Бидејќи ќе биде поскапено, односно попустот ќе се трне на такси Да, компаниите. некои компании веќе го именуваат цените, односно Тоа мене во ако срце, се тоа мене во поскапува, срце ќе ме. поскапи и тоа. Зошто тебе срцето? Сакам ја, кога ќе завршам, кога ќе ме однесе мојата дестинација да ми каже, попуше дете, лепи, малато, ово, она, знаеш, еве ти, не е 200, 150, ја радосен, па бакшише ќе А оставам во се црвена чисто. линија понудивме, еве, како ни вели гледачот, понудив се, еве, дадовме алтернатива, ако се гриеме на љубов, тогаш со многу љубов секако треба да се ужива и во добра програма. Но пред да ви откриеме што ќе може да гледате на Телма, се разбира, јас и Тео имаме гледачи, тоа е најважната работа во црвена линија. Така е. Добро вечер. Здрав, здрав. Добро вечер, ве слушаме. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали го имаме гледачот на линија? Фонија има гледачот. Добар ден, добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, потполно. повелете. Вака, се јавам во врска со темата и многу ве гледам како ви е на вас толку смешно. Не, не е смешно. И па гледам колку се смеете убаво, како да ни е се равно, дека имаме и дрва, дека имаме и плин, дека имаме и струја, а замислете некој човек со 5000 денари што треба да преживее цел месец. Дали тогаш би се насмеале? Верувате ме, не се смееме. И па ви гледам така дека сте толку весели, место да кажете чекај народот, место да се смешка и да тука коментира, да се покрене Кој ќе биде оваа вашиот влада коментар? и Какви да се каже- вашите прогнози? Дали сте песимист, оптимист? Па јас сум секогаш оптимист, ама кога некои работи се стварни, Бога ми, колку да сте оптимист, не можете да го смените тоа. А за тоа ви треба друг човек што може да води со овој народ. И не е баш така едноставно, мислам, колку дајте си се смешкаме и сега ќе видиме енергетска криза. Баш не е така. Значи, треба да сте стварно озбилни и да сватите дека има луѓе што живеат на минималец, што имаат семејство, што имаат бебиња, што може да има некој стар член во семејството што треба да го чува, а тие лекови што треба да ги купи сигурно се. Да. Истече времето 120 секунди. А ја да искоментирам. Ајде. Ја потполно се согласам со сето ова вие што кажавте и секако ова не е тема за смење и секако сериозно ние ќе сватиме, но ја како помлад сакам да не бидеме толку депресивни, секако да не бидеме тажни. Мора малку Она што се случува импак за сите секако, а најважно е дека имаме гледач во црвена линија. И велиме добро вечер. Така е, здрав, здрав. Дали може гледачот малку Погласно? погласно да го слушнеме? Малце погласно ме слушате. Одлични сте, одлични сте. Повелете. Поздрав во студио. Сега би сакала доколку може малце да искоментирам за темава. Секако. Вака сега. Па јас малце би била по-оптимистички и по-позитивно. Затоа што само гледаме негативни работи по телевизииве, не е битно која телевизија е, па исто и на интернет и на Facebook, значи ова вирусиве, ред други работи, некако се премина се во негатива, се на црно, демагогија, некако страшна работа. Сега не би требало струјата да не биде нас проблем на граѓаните и на народот, затоа што секој што работи заработува, си ја плаќа сметката, така? И струјата веќе нели е на приватно. И не би требало нас тоа да не замара и да не интересира по телевизије да слушаме дали било криза, дали не било криза. Значи соодветно си да сметка и си одиш ти плаќаш, така? Зашто ако не ја платиш сметката, ќе ти ја исклучат струјата. Сега на што ќе се грееш? Па зарем е битно на што ќе се грееш? На нешто мора да се грееш во овој современ живот. Зашто нема нешто оптимистички, нешто подобро, нешто народот е толку во стрес? Значи, вака гледано, од друга страна, изгледа дека погрешно си се родил ако си се родил во Македонија. Значи, уште кога се раѓаш, плачеш.
Значи толку нешто загрижувачки, зашто да бидеш цело време со стрес, додека си на работа, додека си дома, ако земеме во оглед, мислам, со оглед ситуацијава како што е и примањава, пензииве да речеме сега како што почињаат од 200 евра па и така, па исто и плативе да не навлегувам, значи некаде се социјала во странство ако си. Зашто да не е некаде како ја не сум живеела во странство, меѓутоа да ја читам и ме интересира како во една Данска да речеме. Зашто работодавецот не му дава на работникот скратено работно време, па со тоа да има време да овозможи повеќе на децата дома, па да биде среќен, па да биде задоволен. Па ја мислам дека задоволен народ гради држава. Истече времето, благодарам што бевте дел од Црвена линија. А темата за во понеделник. Дали ќе можеме да ја наполниме потрошувачката кошничка? И секако е актуелно колку, драги наши, трошите вие за јадење, колку изнесува вашата потрошувачка кошничка. Токму така, ние ве препуштаме со готвиме со Маја. И Маја, ако не гледаш, викни не да пробаме тие вкусни оброци. Ја како опасен критичар, искрено ќе кажам како се, дали се вкусни, секако и ти на ќе да. Се брзо ќе биде изедено, а вас ве оставаме на Телма. Довидување. Чао, чао.